дека треба да ме убие поради тоа што сум сакал да ја видам мајка ми. Не валкај го името на револуцијата. А ние од земја ли сме никнале? Немаме ви ние мајки. Ја знам дека не сум никнал од земја. Јас за себе си зборувам. А кој си ти за да се делиш од другите? Јас сум Митко. Митко Ангелов. Е токму тебе, Митко. Те осудувам горак во првата битка, сам да си заработиш оружје од непријателот. Тоа е се? Да. Па, не сакам да се занимавам јас со ова. Никош не сум ни помислувал, ниту пак сум еден од тие кога од моите колеги кои ќе кажат дека уште од мали нозе сакале да застанат на сцена или да бидат актери на филм, на телевизија, било каде. Моите преокупации беа сосема на друга страна. Јас студирав архитектура, па биејќи ми беше многу тешко, а во тоа време беше многу лесно да се смени факултет. На наговарање на еден од моите тогашни цимери запишав права, па и тоа студирав едно година и пол, две. И на крајот се запишав на книжевност, која навистина ми најповеќе ме привлекуваше, бидејќи многу читавме ние во тоа време. Немаше телевизија, немаше интернет, немаше телефони, немаше освен улица и книги кои ме освоија, така да се заљубив во литературата и запишав книжевност и дојдов негде до трета година, кога професорот Илија Милчин, кој го познавав од МНТ, каде што статиравме неколку души, ме покани да се пријавам на ФДУ, бидејќи таа година тој отвараше прва класа. Не гледам причина зашто би се пријавил, викам јас сум на трета година книжевност, уште една година ќе завршам. Добро ми одеше и имав шанси да останам на факултет. Но он ми понуди стипендија. Уште од прва година, што воопшто не беше лошо. За мене беше примамлива затоа што ми се брзаше да застанам на своји нозе. Сам материјално да застанам на своји нозе. И веќе на втора година на факултет ја се омажив. Се оженив. Така да трета и четврта година веќе бев женет човек. Уште немавме деца, меѓутоа веќе на втора година имав среќа да ги снимам моите два филма. Македонски дел од пекот и главна улога во Истрел. Можам исто така да ви кажам дека филмот не ме привлекуваше никако, беше на некој начин неразбирлива, целата таа технологија беше толку здодевно. Во тоа време на скромна техника и неопходно светло, дури и дење, еден кадар се местеше толку време, речиси цел ден, и цел ден на снимање успеавме да снимиме 2 до 3 кадра. Меѓутоа ме импресионира друштвото и целата таа атмосфера околу снимањето на филм. Филмот беше на многу повисоко општествено ниво. Зборам од областа на културата, отколку што е сега. Така да на некој начин беше галениче на културата. Најверојатно и поради емансипација на јазикот, на нацијата, на државата и така натаму, беше своевидна пропаганда на тогашното општество. Така да, чекор по чекор, јас одеднаш снимив еден куп филмови. Бидејќи кај нас секоја година се снима најмалце по 2 филма.
ја игра во сите. Режисер кој што би можел да се нарече режисер кој ме открил или кој чиф актер сум бил е Бранко Гапо, со кого секогаш се каравме. И по завршување на секој од нашите проекти, филмови, ја дебитирав кај него во Истрел, после играв во Најдолгиот пат, и така да нашата соработка, круна на нашата соработка беше огромниот филм Време води, каде што играв ја главна улога, кој се снимаше речиси 2 години. И сега да ја кажам дека бегав од снимање како дебитант, како не ме привлекуваше, не учев текст. Сум имал веројатно среќа. Не знам кој од Мишо Самоиловски покојни викаше: "Овој многу го сака камера, овој перо." А Бранко Гапо секогаш ми викаше: "Ти, последниот филм, не само кај мене, ни во кај еден режисер нема да заиграш повеќе." Зашто секогаш бевме во расправи и караници, заради мојата недисциплина и мојата несериозност во однос на прохтевите што ги имаше филмот. Гледајќи од ова гледна точка сега, мислам дека тоа дури и не беше толку лошо. Дека таква едно неоптеретување со важноста на филмот ми даде мене една ноншалантност, една ослободеност од камерата. Зашто сум бил присутен на сцени каде што моите колеги имаа страф од камера. И оној момент кога ќе проработи камерата, кога ќе чујат камера, команда, камера, се вклучуваат и престануваат да мислат, забораваат и текст, забораваат и действие и се тоа. Може ли? Може. Тогаш тргајте се. Со Перо првпат се сретнавме на факултет. Он и другите негови колеги ко Љупчо Петрушевски, Перо Арсовски, Ацо Дуковски беа прва генерација од факултетот, а ја бев трета генерација. И како во тие периоди секојаш повозрасните ни се еден вид идол на она што би сакале и какви би сакале да бидеме, така да и Перо Арсовски на многумина од нас ни беше идол какви да бидеме. Утре, кога ќе завршиме факултет и кога ќе почнеме професионално да се бавиме со професијата. Перо Арсовски бе една пријатна особа, драга особа. Особа која што чврсто чекори во животот по патеката по која што гази. Buradan çekil köpek! Ah ben size! Orada talim ediniz be boklar! Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Мојата прича е една ординарна приказна. Јас почнав да се занимавам со тоа, со актерската игра и со филмот. Идентично како што најверојатно би се занимавал со било која друга професија. Не знам, можел да бидам и асистент или професор на книжевност, можел да бидам и
столар, сум можел да бидам и возач, сум можел да бидам и некој учител. Што знам што сум можел да бидам. Многумина луѓе се занимаваат со својата работа не затоа што ја сакаат, затоа што мораат да се живее од нешто. Така да јас сум имал среќа да ја засакам оваа професија. Уствари тоа е една од најубавите професии кои што човек може само да ги посака. Ние цел живот се играме. Што е еден највисок дострел на човечката состојба, бидејќи создаваш дело, представа или филм, кој излегува за кратко време. Ти го гледаш резултатот на својот труд, а друго создавате, тоа се дружите, истражувате, читате, слушате музика, се дружите. И тоа е еден процес кој што на некој начин те примамува, те вовлекува. Во секое општество, во секое друштвено уредување, секој со своите активности си завзема своје место и остава белек. Така да при неговото спомињање на името, веднаш добиваме слика за неговите активности и за моментот во кој што бил он активен. Така да и Перо Арцовски, татко ми, има оставено свој белек, своје одбележие во периодот во кој што делувал и во кој што делува. Со самото спомнување на името Перо Арцовски, веднаш се враќаме на театарските представи, на филмовите во кои што учествувал и во Македонија и надвор од Македонија. Така да Перо Арцовски е особа која што има длабоки корен оставено во културата на Македонија, во македонското творештво. Ние сме македонци. Тоа име ви пречи и да го изговорите. И што сакате вие? Своја држава? Цар? Да, сакаме своја држава. Или барем реформи во оваа. Сакаме држава ефендирер во која сите ќе бидат еднакви пред законот. Перо Арцовски, односно за мене секогаш Чичко Перо, затоа што имаме еден многу близок и пријатен однос. Еден од најпрекрасните колеги, кој што еден помлад актер може да ги има. Перо е секогаш тука за помладите колеги и секогаш навива за помладите колеги. Ние последно работевме на представа Сите сме птици, каде што имав директни сцени со Перо Арцовски и прв пат работевме во театар. И многу ми беше драго што секогаш наоѓаше време и начин да ме тргне на страна и да ми каже колку добро го работам тоа што го работам. И тоа ти ја полни душата и тоа ти дава надеж да продолжиш напред. Така што Чичко Перо за мене секој што ќе остане Чичко Перо е еден од најпрекрасните колеги. Почна да се случуваат некои работи за кои што не можам да кажам дека сум бил не знам колку заслужен, али ја снимив и надвор доста филмови. Снимав 4 филма во Словенија, неколку филма во Хрватска, во Србија. Работев со Питер Јустинов, една од главните улоги во еден негов филм. А исто така и со Майкл Винтерботом, кој е еден од врвните режисери во Британија. Работев за австријска телевизија, за турска телевизија и се вели се собра 80 играни филми. Тука не припаѓаат нити драмите, ТВ драми, зашто порано во телевизија секоја година се снима по 3-4 ТВ драми или ТВ филми. Ја играв во речиси сите. Не припаѓаат ни сериите. Тоа е нешто од плюс, тоа е надворот. Ја зборувам за играни филмови. Погledajte, седнете, раскомотете се, денес септе правиме, да се напиеме, да замезиме, и жаба насуво не крека, да се пошегуваме малку. Ако сакате да ми го дадете бричот, да не ви пречи. Мене не ми пречи, а вам? Па не еднаш тоа пусто бричење.
Тука жените се во голема предност. Не сите. Молам? Не сите, реков. Да, имате право. Имате право, многу добро кажано. Не сите. Pero е ненаметлив, сталожен и спокоен како соработник. Секогаш инсистира на тоа да се има аргументиран и аналитичен пристап во работата. И многу е отворен и никогаш не се опира на предлози, сугестии, независно од кој негов соработник доаѓаат и независно од неговото искуство и неговата годишна возраст. Со еден збор, Pero секогаш инсистира од процесот во кој што се соработува да се извлече максимумот, најдоброто. Тоа значи дека, наједноставно кажано, Pero е убав соработник. Предизвик беше, ја мислам дека ја многу рано ги добив тие главни улоги кои што можеа да бидат предизвик за мене во смисла да им дадам можеби некоја друга позрела димензија. Тоа никогаш не можеш да знаеш како би било, кога би било, но јас во време води една цела епопеја, играв една доста тешка комплексна улога од мојата 30-та година до мојата 70-та година. Така да, тоа не само што физички морам да го следам тој старењето на тој Петре Ќушко, туку мораш и во мислата, во мозокот, во настаните да се менуваш. Со Pero Ацовски работевме 2 филма, работевме Најдолгиот пат и Време води, благодарение на една особена прекрасна особа, професионалец и докажан режисер Бранко Гапо. Во првиот филм немавме толку заеднички сцени, бидејќи по сценографија припаѓавме на 2 табора. Но во вториот филм, каде што Pero Ацовски ми беше татко, а ја неговиот син, имавме доста сцени заеднички и додека дури една сцена онтологиска може да се каже, каде што всушност ја повраќање од долгогодишно отсуство како професионалец, како офицер, војно лице со сопругата и во еден конфликт Pero Ацовски ми удира шамар. Тој шамар го памтам ден денеска. Pero Ацовски беше таков да во се која ќе настапеше и која ќе делуваше искрено, емотивно и длабоко верувајќи во тоа. Така да од тој момент ја во приватните средби која ќе се сретневме и која се среќаваме во ден денеска, ја не го ословувам со татко, он мене со сине, така да и некоја која се слушнавме, која ме информираше, која рекова, татко ми, за вас беше изненадување. Бидејќи реков тама, Петар е негов син. Да, биолошки син е Петар, но ја се чувствувам како син од пред камерата, од сцената која што прекрасна, која што долго години после тоа се раскажуваше и многумина доаѓа и после сцената која престана камерата ни честита за прекрасното доживување на тој момент што го направивме. Бевме огромна една екипа, каде што мојата драга сопруга Сабина Ајрува, ќе спомнам по една многу мала шега која што се случи. Ние тогаш слигавме во Струга и бевме сместени во Бисер, одлично сместени, одлично, цела екипа, една југословенска екипа. И можевме да си дозволиме, да кажеме за викенд, имаше
авион кој патуваше од Београд до Скопје, па од Скопје за Охрид. Така да неколку пати мојата сопруга веќе добивме едно дете кое што тогаш имаше веќе 4 години. Можеше да дојде на викенд во Струга. Седејќи така една вечер, Сабина извади една фотографија која беше снимена за потребите на филмот, каде што јас и она сме на венчална. Значи, она е во венчална хаљина, јас сум во црно дело облечен, раката моја преку незиното рамо и ние сме маж и жена. Таа фотографија стоеше над нашиот кревет, каде што се снимаше една од нашите сцени во филмот. Кај е таа фотографија и му вика на син ми, па готово е, вика, со таа твоја мајка Жана, сега јас сум ти мајка. Еве, види, вика, ја и татко ти сме венчани, он сега ми е маж. Така да стана една многу смешна ситуација. Тој скокна, почна да расфрла таму, да скока, да вика, да се кара, да плаче, да. Така да беше доста сурово од страна на Сабина, али Сабина беше таа, она набргу го зеде, да го теши, го зеде во скут, го смири, он беше мал. Али такви шеги имаше доста, а тој филм ми беше еден од предизвиците, меѓутоа не знам каде сум го достигнал она, со што би можел да кажам, тоа е тоа што јас сум го направил и за што сум задоволен. Не можам да одделам таква улога и таков филм. Секогаш, кога ќе го гледам филмот отпосле, не сум бил задоволен. Секогаш сум викал, а можеше и подобро. Не е добро така. Можеше и подобро, можеше и вака да одреагира. Знаете како, тоа е, како викаше покојни Ѓорѓи Маријановиќ, на будалите отпосле им текнува. Ќе ме запознаеш? Соре од Буњаковиц. Боре од Дебармал. Вие сте најубавото цвете што во последно време заталкало кај нас. Игоре, пардон за малку. Зора од Буњаковец, пардон. А ти така, јас со месеци ја бркам, ти предност ми ја земаш. Не знаев дека. Од каде да знам? Па да. А сега измисли нешто и спари се одовде. Ајде. Слушај, Боре, немој да ми правиш палаври. Ако не веруваш, праша ја. Ќе ти каже. Добро, не луди се. Јас ќе морам да си одам. Ме чуди, па самиот ме покани. Добар другаре, мајсторот му е болен. Туку овде е здодевно. Доди ме на кај парк. Па ваши. Да ќе кажам две нешта. Перо е секогаш впечатлив. Останува во меморија кај гледачот, независно од тоа дали игра голема или мала улога. За да се биде впечатлив, како актер треба да се биде точен, прецизен, енергетски избрусен и да се има актерска интуиција. И Перо го има сето тоа. Вториот работа која што е многу импресивна кај него, а која што многумина од нашите актери и не ја поседуваат, тоа е тоа што Перо не е себичен актер. Тој на сцената секогаш размислува и на партнерот со кој што соработува, а не само на себе. Да се биде несебичен актер, значи да се биде паметен човек. Не сум еден од тие што се дружеше со колегите. Значи, моето друштво беше од други професии. Единствен со кој се дружам ни ден денес е Емил Рубен, а најдраг партнер ми беше Душко Костовски, покојни Душко Костовски, со кого навистина беше задоволство да се игра, страшно духовит, одличен актер, со
така фин сенс за сцени, за психологија, за паузи. Многу научив од него, а и уживав да работам со него. Како на филм, така и на телевизија и во театар. Перо секогаш има никаква смиреност кога работи. Нема никаква паника за ништо и мислам дека секогаш е тука за да ја смири екипата околу него. Секогаш знае да каже по некаква добра, мудра насока за тоа како може да се одвива таа представа, како може да се одвива улогата и така натаму. Меѓутоа, дури кога гори на сет или на сцена, Перо секогаш некако ја држи топката. И тоа е најимпресивното нешто за него. Од друга страна, секогаш е вистинит, секогаш дури и на неговите години бидејќи работеме представа пред не цела година, он се труди максимално како ова да му е прв пат на сцена и тоа е импресивно и се гледа така дека актерот се уште сака да се забавува на сцена и се уште тоа многу му значи. Бидејќи претпоставувам дека нели кога ќе дојдете до некакви години кога ќе имате толку многу улоги позади себе, толку многу успеси, бидејќи сепак споруваме за еден култен глумец, ви се чини дека знаете кога ќе дојде 60-70 години дека веќе тоа станува неважно и сакате понатаму во животот да живеете во некоја посмирена околност и така натаму, меѓутоа тоа не е случај за Перо Арсовски и се надевам дека кога ќе пораснам ќе видам Перо Арсовски. Па таа соработка со Драган Бјелоголиќ беше навистина случајна. Ние се знаеме, како се вика тоа, бидејќи во тоа време на бившата држава Југославија имаше неколку фестивали каде што секогаш се среќававме сите заедно. Тоа беше Пула, тоа беше Дишкиот фестивал каде се собиравме сите актери. И ние се знаеме еден со друг, без оглед на тоа дали сме играле заедно во филм или не, меѓутоа се знаевме. И он знаеше дека ето тој Перо сум го гледал овде, сум го гледал, како што и ја него го знаев. Но ме покани, ја бев во Охрид, ме покани неговиот продуцент од Македонија, Томи Салковски. Вика, сака да те види, Драган. Ова има некоја улога, средна улога за тебе. А ја бев во Охрид на Чамец. Кога? Вечер. Тоа нече да може, така да жал ми ја заблагодарим на Драган. И кога се вративме од Чамец, со жена ми, јас тамо имам некако Чамец, беше веќе 7 сат на вечер. Не знам што. Некој ми вика, мислам, зошто ја не запалам кола и отидам. 2,5 сата е до Скопје. Се витам. Не ми се допаѓаше мојата геста, не толку колку што ќе изгубам некоја улога или не знам што. Немав ни поима за што се работи серија некоја, се снимира се игра Канал. Ја и викам на жена ми, ја ќе дам, нема смисла, викам, мака што го одбив човекот. Му се јавив на Томи Салковски, ја би дошол, може, вика, ние ќе те чекаме таму и таму се најдовме. И тоа беше љубов на прв поглед. Се разделувавме негде околу 2 саба, вика, Петре, да знаш, ти си Газдакира. И така ја добив таа улога Газдакира, која што во првата сезона излезе добро. И они беа многу задоволни од тоа како јас сум го направил тој лик Газдакира. Уликот беше многу интересен. Тамо бевме и една мала македонска екипа со Јана Стојановска, со Тони Михајловски. И таа беше многу популарна серија, излезе Сенке над Балканом, дури денес ја спомнуваат
како една од најдобрите серии кои што се снимени во ова време. Потоа се сними и втора сезона, имавме таму во Неготино, Газда Кира, кој што требаше уште во првата сезона да загине, на барање на режисерот беше само ранет, така да ја го продолжи својот живот и сега во третава сезона снимаме во Баранда, тоа е 30 км од Београд. Навистина ми е големо задоволство да работам со една млада екипа која што носи еден нов однос кон филмот, професионалци во секоја смисла на зборот. Така како што јас сум го замислувал дека некогаш треба да се работи на филм. Сите се љубезни, сите се цакум пакум, ништо не се чека, ништо не е тешко, ништо не е напорно, насмејани и љубезни. Така да јас последниве овие мои години ги поминувам во едно фино друштво. Во својата професија, но запознавајќи нова генерација млади луѓе кои што многу ги сакам младите, тоа е нешто што нас старците не привлекува. Ние сме на некој начин комплементарни. Она што на младите им треба, изгледа го имаме ние старите, некој совет, некоја насмевка, некој допир, некоја геста, а од друга страна, она што мене ми фали, тоа е нивната младост, нивната среќа, раздраганост, желба, потреба да сознаат, радозналост. Перо е исклучителен поддржувач на младите. Има нос да намириса млади луѓе кои што имаат бистер ум и голема креативна способност и умешност. За себе носи една многу спокојна енергија, која е истовремено и многу жива, многу бујна. Кога на тоа ќе го придодадете и аналитичниот пристап и актерската интуиција, тогаш работата е многу брзо завршена. Од последните 3400 години од неговото постоење, човекот само 268 не бил во војна, или 8% од запишаната историја. Тоа значи дека луѓето цело време се труделе и наоѓале начин како да ги малтретираат и како да владеат со другите. Во Египет тоа го решавале со камшик, а денес тоа го решаваат со пиар. Односи со јавноста. Не камшикуваат секој ден CNN, Euronews, BBC. Извинувам се вас. Луѓето се исплашени, а не знаат зошто. Перо има одиграно огромен број на улоги, не само на театарската сцена, туку и на филм и во телевизиски серии. Ке се обидам, поради тоа што има голем професионален опус и долги години работи оваа работа, да издвојам некои наслови од проекти кои што и се познати на јавноста, например, и веројатно го паметат по улогите кои што ги има одиграно во нив. Веројатно на повозрастната публика и на средната генерација им е познат по улогата на Бугер во Срекна нова 49-та, и во театарската представа и во филмот. Потоа во театар секако го паметат и помладите во Буре Барут, го паметат и како Лука во Црнила, го паметат и во Демони, го паметат и во Од другата страна, се до денес актуелната Сите сме птици. На филм има остварено огромен број на улоги, тој има многу впечатлив лик. Многу е шармантен како актер. И ќе набројам само неколку од филмовите: Најдолгиот пат, Јазол,
тетовирање, Среќна нова 49-та, Караула. А од телевизиските серии, сигурно на сите им е познат по Бушавата азбука. Исто така во Трствија, Скопје, во Уа Шнајдери, во Досие Скопје, се до денес актуелната Сенки над Балканот. Си приметил дека више никој не пушта музика? Само политика. Да, бе. Пред 3 дена владата потпиша пакт со немците. Ама сега се пишманеле, па им се закатанчија на енглезите. Питај Бога, чиј гъс ќе лижеме идуча неделја. Можда руски? Можда руски, а можда и ескински. Уште само тој го немаме праван. Гледаш? Па политика. Чекај. Ова не е политика. Фала ти, Господе, Златен! Перо Арцовски као особа, као личност, како што рекол преска, од сите средби кои што сме ги имале надвор од сцената или вон камерата, биле пријатни моменти, биле моменти кои што ретко се доживуваат со некои други особи, мислам, со особи кои што има едва чекате да ви помине времето и да дое крајот на договорената средба. Но со Перо Арцовски не е така. Перо Арцовски е особа која што дава живот на самата средба. Дава момент кој што трае. Прекрасен момент кој што трае и кој што останува во сеќавање. Многу пати до сега во изминатиот период се договараме да се сретнеме. Едно време често се среќававме надвор и вон камерата, но долго време не сме се сретнале. Дали тоа благодарение на Фејсбукот преку која сега комуницираме, но во блиска иднина пак ќе се сретнеме и ќе му се заблагодарам да всушност и мене ме ставил во тие личности кои што ги цени и ги почитува. Со Перо Арцовски најбитното е тоа да всушност, иако не се дружиме, иако не сме често заедно, меѓусебната почит ни е вечна. Професоре, добар ден. Здраво, Ана. Ово е Игор. Драго ми е. На Леа, брат. Леа Велевска. Како е таа? Во кома. Жал ми е. Вие бевте незин ментор. Да. Работеше еден многу интересен труд за дипломска. Па за тој дојдовме. Да прашаме кога требаше таа да дипломира. Не знам. Да видам. Да, овде пишува дека по некои наши планови би требало да дипломира на 20 декември. Мене ми се причини, повторно ќе земам за пример последната представа, иако сега работевме една серија со Перо. Меѓутоа ќе земам еден пример од последната представа Сите сме птици. Перо имаше една тешка задача да претрча преку сцена, земајќи ги предвид неговите години и така натаму. Меѓутоа тоа го направи со огромна леснотија. Мене ми се причини дека тоа е тешко за него и многу се грижев како тоа ќе испадне. И секогаш кога играме представата се грижам дали ќе дојде на кога се вртат тие платформи на Македонскиот народен театар, дали ќе стигне на време, дали ќе се качи така натаму, меѓутоа Перо тоа го прави со леснотија. А глумачки мислам дека не постои предизвик на овие години за таков врбен актер. Мислам дека се може да се овлада лесно. Задоволен. Ќе бидам задоволен кога тебе ќе те начукам горе. Јасно? Мислам дека не си семоќен. Така е. Имаш право. Слушам жена ти, пак ќе доаѓа у посет. Тоа е наистина преубава професија, но би се замислил кога би се решавал дали за таа професија или за нешто друго, бидејќи
и ден денес тврдам дека таа професија за која што велам дека е многу убава и многу важна, не е ценета. Се уште немаме свое место во општеството, се уште не сметаат за не толку важен, може да кажем, забавен дел од општеството, што не е точно. Уметноста е дежурен стражар за се што се случува околу нас. Уметноста прва реагира на сите лоши или добри работи во општеството, критикува, фали, дава совети, поучува, праќа пораки, а тоа се уште кај нас не успеа ниту во образованието, ниту во културата да го добие своето место. Тоа би била единствена дилема, но најверојатно би се занимавал уште еднаш во својот живот со оваа моја професија. Не сум го видела во таква улога, бидејќи не се снима такви филмови кај нас. Ама мислам дека на перо би му лежал еден вестерн филм. Затоа што го има тој став и тој стас и таа присутност, и таа грамадност, и тој поглед. Мислам, Перо до сега одиграл секакви улоги, мислам, тука немам од каде да тргнам, меѓутоа еден вестерн со еден добар пиштол и крупен кадар само на очи и шапка би му лежеле ептен. Можам слободно да ви признам сега, после толку време, дека една реакција на еден гледач повеќе ми вреди неко сите критики што сум ги читал за мене и што сум ги добил. Значи, не дека јас се трудам да и се допаднам на публиката. Јас го работам тоа што го работам на еден чесен начин. Се обидувам да бидам искрен, да бидам да помине, се тоа да помине низ мене, да бидам тоа јас. Значи јас во улогата на Газдакира, јас во улогата на, не знам, Петре Чушко или... Така да, тоа што сум бил искрен, што викаше мојот професор, действувајте преку себе, ми создаде еден круг на публика која што ме засака. Тоа не значи дека сите ме сакаат и сите ме знаат. Важно е да бидат, како се вика тоа, да бидат задоволни од тоа што ти си им го пружил, а тоа го искажуваат среќавајќите на улица, во Тинекс, во амбуланта, во полициска станица, било каде, јас наидувам на луѓе кои што ми прават чест. Што вели мојата покојна баба, јас сакам да одам на доктор само со Перо, затоа што тогаш сите вратини се отвараат. Така да, тоа е, не е тоа само придобивка, тоа е навистина едно големо задоволство да бидеш, да го гледаш тоа огледалото меѓу во другите луѓе, она што си го правил, да има одјек, да се заборава. Ние утре ќе не нема, али можам да бидам задоволен дека со една од најубавите професии со кои што може да се занимава човек, успеав да создадам една не само кариера, туку една фамилија, едно семејство, да одгледам 2 деца и да уживам сега, како што рековте вие, во своите пензиски денови, колку што може.